Новата оперативна сала, која што денеска ја пуштаме во употреба, дозволите нескромно да кажам дека е изградено по најновите и најмодерните стандарди по кои што се изградуваат модерните оперативни сали во однос на материјалите кои што се користат, во однос на заштитата, во однос на бактерицидноста, стерилноста која што се запазува. И со тоа воведуваме еден минимум стандард со кој што треба да се изградат сите други оперативни сали во земјата. Пак ќе кажам, ова е прва единствена сала во Македонија, дури и во регионот, тоа го нема ни во приватниот сектор. И исто така морам да се пофалам и да благодарам особено на министерот за здравство и на директорите на фондот за здравство што ни овозможија во овие изминати години буџети со кои што инвестиравме во клиниката и набавивме целата салска опрема е ново набавена, исто така најмодерните анестезиолошки апарати, оперативен стол, светла за сала, електрокаутери, нов бронхоскоп, еходоплер и целата инфраструктура потребна за салата. Еве денеска се пушта во употреба новата операциона сала на клиниката за торакална и васкуларна хирургија. Ова е операциона сала за прв пат се отвара после 30 години од кога е тогаш реконструиран хируршкиот блок овде. На хируршките клиники ги задоволува највисоките светски стандарди, иноксни ѕидови, лесен под за одржување на стерилни услови, понатаму најсофистицирана анестезиолошка и ендоскопска опрема, така како што се потребни за овие интервенции. Значено ќе се зголеми квалитетот на услугата која што пациентите добиваат на оваа клиника, заради тоа што дополнително се зголемува и лежачкиот капацитет на оваа клиника за негде 30%. Овде ќе се лекуваат пациенти кои што им е потребно само кратко лежење во болница, значи тоа што се вика one day surgery во хирургијата, со што се олеснува протокот и се растеретува сегашниот стационарен дел на клиниката. Морам да честитам на клиниката за вака успешно изведениот проект. Ние ќе продолжиме понатаму да ги поддржуваме сите клиники, да се инвестира во инфраструктура таму каде што е најпотребно. До сега се за овие 2 години реконструирани близу 15 оделенија и клиники. Тука само клиниката за ортопедија, неврохирургија, гастроентерохепатологија, хематологија и некои други градежни зафати кои што сега допрва ќе следат. Мора да потенцирам дека навистина ми е драго што е после 2 години веќе гледаме задоволни лица на нашите колеги, здравствени работници, медицински сестри, задоволни од примањата, со нетрпение ги очекуваат и новите зголемувања на платите од месец февруари, со што платата на лекар специјалист овде на универзитетските клиники ќе надмине 100.000 денари. Анкетата ни покажа дека над 60% од студентите кои што се во завршната година на медицинскиот факултет имаат желба и иднината ја гледаат овде во земјата. Ке кажем уште еден куриозитет, овде успеавме на оваа клиника да вратиме еден врвен експерт кој што беше заминат и работеше во Обединените Арапски Емирати. Гледајќи ги овие процеси, сакаше да се врати назад и да придонесе со својата експертиза да биде дел повторно од клиниката за торакална и васкуларна хирургија. Огромна е честа да денеска бидеме на овој настан, заради тоа што овој настан добива на значење од неколку аспекти. Прво, заради тоа што после повеќе од 30 години за прв пат се отвара нова хируршка сала во овој блок клиники кои што се хируршки. Второ, заради тоа што таа е направена на најсовремен начин, со најсовремени материјали кои што гарантираат навистина најдобри услови за спроведување на оперативните зафати на Универзитетската клиника за торакална и васкуларна хирургија и сала која што не е само најдобра во земјата, туку во целиот овој регион. Тоа покажува за посветеноста на владата на вистина да вложуваме во здравството и во здравието на граѓаните. Не е доволно никогаш кога се прави, меѓутоа навистина е задоволство да констатирате дека после 30 години од еден простор кој што бил неупотреблив на клиниката за торакална и васкуларна хирургија, благодарение на директорот ја купи, на менеджерскиот тим, на вработените на клиниката, успеале да се направи и новата сала, меѓутоа да се направи и нов одел со што се зголемува и капацитетот на
легла во ова универзитетска клиника. Тука сакам да се заблагодарам и на министерот Филипче, на директорите на Фондот за здравство, кои што несебично ја поддржале оваа иницијатива на менеджментот на клиниката, и ова треба да биде мотив и потик за сите менаџери во клиниките и во болниците во Република Северна Македонија. Вложувањето во здравството е врвен приоритет и тоа треба да остане и понатаму, заради тоа што видовме што значи да немате слух за здравството и што значи да немате слух за барањата на луѓето. Да немате слух за тоа дека треба да се подобрат условите за работа на лекарите, на медицинскиот персонал, а исто така да немате слух ниту за потребите на граѓаните. Тоа допринесе да многу од лекарите заминуваат надвор од државата и сега имаме навистина многу тешка задача да створите услови и да ги сочувате сите потребни капацитети човечки во државата, меѓутоа и да правите напори да ги вратите лекарите кои што заминале надвор од нашата држава. И навистина е задоволство што имаме такви примери на враќање на лекарите. Вложувањето во човечкиот потенцијал, впрочем, таа е определба и за буџетската 2020 година, покрај вложување во материјално-техничките капацитети на институциите, да вложуваме многу и во човечкиот потенцијал. Самото тоа што се зголемија платите, би рекол, многу кратно за повеќе проценти на лекарите и на здравствените работници. Она што беше наша задача да на универзитетските клиники достигне плата од 100.000 денари за лекар, да се зголемат платите на медицинските сестри, на вработените генерално во здравството, допринесува да јакне и мотивацијата и желбата да останат и овде да се вложат максимално и да помогнат на државата и на граѓаните на Република Северна Македонија. Во тој дух најавувам дека и во наредната 2020 година владата ќе остане крајно посветена да направиме се да ги промениме и условите во здравството, да се нудат многу подобри услови. Впрочем, секој дневно имаме промоција на некој настан кој што представува остварување на она што е наша идеја и наша замисла. Секогаш реков дека можеме и повеќе, можеме и подобро, меѓутоа важно е дека за сето тоа треба да има енергија, треба да има политичка волја, треба да има желба и на крајот треба да има време додека да се видат сите промени кои што ги очекуваме. Драго ми е што имаме период во овие 2,5 години во кои што од ден на ден се менуваат работите на подобро и тоа го препознаваат и лекарите и граѓани. Уште еднаш честитки за директорот, за менеджерскиот тим и навистина посакувам да имаме многу вакви настани во кои што ќе констатираме дека имаме сериозни и шекори напред кон подобрувањето на условите за лекување на нашите граѓани.